Зелените површини и парковите се белите дробови на градот. Обезбедуваат чист воздух, создаваат простор за одмор, дружење и рекреација, а истовремено ја зголемуваат и убавината и квалитетот на урбаното живење. Вложувањето во зелени површини е инвестиција во здравјето на граѓаните, подобра животна средина и одржлива иднина за сите нас. Во изминативе години општина Куманово целосно ги реконструираше двата најголеми парка, Соколанскиот и Градскиот парк. Исклучително важни локации што го разубавуваат градот и се одлично место за рекреација на граѓаните. Продолжуваме со исто темпо и во наредниот период и предвидуваме изработка на стратегија за урбано зеленило и делување според акцијски план. Урбан сквер со зелена површина или мини парк во секоја локална заедница. Воспоставување катастар за зеленило. Заштита на сите неизградени, а планирани зелени површини во опфат на генералниот урбанистички план и нивна реализација како уредено зеленило во паркови со урбана опрема. 5 нови паркови. Изградба на нов парк на влезот во село Проевце. Изградба на урбан сквер Гоце Делчев со парк, фонтана и урбана опрема во населба Гоце Делчев. Нов парк на место на времените објекти на локалитет Табакана. Парк со урбан сквер и шеталиште до спортска сала спроти градскиот кеј по должина на булеварот Октомвриска револуција. Парк на улица Карадачки одреди во населба Тодемен дол. Збогатување на содржини на спомен костурница со ново игралиште, нова урбана опрема, простор за пикник и рекреација. Изградба на урбани зелени скверови на локација Ловец до поранешен хотел Кристал, на улица Гоце Делчев, на завршеток на улица Илинденска со улица Доне Божинов, на место на времените објекти помеѓу улиците Трст и Доне Божинов. Нови дрвореди на улица Ленинова, улица Браќа Рибар, булеварот Октомвриска револуција, булеварот Трета македонска ударна бригада и на други локации каде што има услови за тоа. Уредување на сите водни текови согласно студија за водни текови на територија на општина Куманово. Уредување на просторот околу речните корита со зелени површини, трим патеки и урбана опрема. Промоција на позитивни примери на општествено одговорни граѓани, обезбедување грантови и кампањи за поттик на екоактивизам. Пешачка патека во шумскиот дел на Студена вода со Летниковци до село Билјановце, кои што ќе бидат погодни за развој на детското извидништво. Уредување на просторот помеѓу улицата Вараждинска и булеварот Октомвриска револуција со урбана опрема и зеленило. Уредување на државно неизградено земјиште меѓу блокот згради на булеварот Октомвриска револуција, како и во населбите Гоце Делчев и Зелен Рит. Поставување систем за наводнување капка по капка на зелените површини долж булеварот Трета македонска ударна бригада и булеварот Октомвриска револуција. Поставување фонтани за пиење вода на повеќе локации, поставување јавни тоалети во сите градски паркови и во центарот на градот. Почитувани сограѓани, Куманово денес ја покажува својата посветеност кон поубава и поздрава животна средина. Секое засадено дрво е дел од нашата грижа за иднината. Секој уреден парк е символ на општината која што мисли за своите граѓани. Зелено Куманово не е само проект. Тоа е наш заеднички дух. Начин да покажеме дека се грижиме за градот и за идните генерации. Со повеќе паркови, повеќе дрвја и чист воздух, Куманово станува град по мерка на човекот. Модерен, зелен дом за сите нас.